серија квалификацијски циклуси за пласман на големите надпреварувања. Во последниот период го предводеше тимот и низ Лигата на нации, а пред нашата репрезентација стои нов предизвик, а тоа е нов квалификацијски циклус. Горан Пандав повторно е во националниот тим и пред него е дуелот со кој ќе заокружи стотката во репрезентацијата. Возбуден сум, стварно сум возбуден. Иако одиграв доста напревари во репрезентативниот дрес и во серија, али да направиш што надпревари во македонската репрезентација, стварно ми е голема чест. Треба да се заблагодарам на сите селектори што ме предводе, што ми даде шанса да играм. Сигурно најмногу на Мармен Гелевски, бидејќи е човекот кој ме врати во репрезентацијата и ако не беше он, можеби немаше да дојде до тој или вие. Стварно сакам од срце да му се заблагодарам. Се заблагодарам на сите навивачи, на цела македонска јавност и на сигурно најзаслужен за тоа е мојата фамилија. Не ви издржа срцето сепак да не се вратите во репрезентацијата. Како ви беше во тие моменти кога бевте надвор од националниот тим? Тешко ми беше сигурно најтешкиот период во мојата кариера, бидејќи ми недостасуваше репрезентација, али сакав да дадам некој сигнал на Фудбалската федерација на Македонија дека треба да се променат некои работи во репрезентацијата со доаѓањето на новиот селектор, кој што напоменав Мрме. Некои работи доста се сменја. Човекот си има свој проект, ми го представи, дојде во Дженова, разговаравме отворено, ми го представи неговиот проект и еве денес сме овде, почнуваме нови квалификации, завршиме први во Лигата на нации, сигурно дека е голем успех и сме на голем чекор до едно големо надпреварување. Дај Боже да се оствари, бидејќи ова е мојот цел. Што подразбираат за вас тие промени? Што е тоа што го баравте вие и сега што е подобрено? Па сигурно, пред се условите во репрезентацијата претходно беа катастрофални. На репрезентацијата се гледаше како на туристичка агенција. Фудбалерите не беа доста ценети, се патуваше и со 3-4 промени на авионот, додека да стигнавме на надпревар и ќе заврши надпреварот. Сигурно дека професионалната трудност према репрезентацијата мораше да се промени. Со доаѓањето на Илче Георгиевски се подобри многу работи во националниот тим. Зборувам за националниот тим, бидејќи знаеме македонското првенство на какво ниво не е. Треба уште многу да се работи на тоа. Има таму за подобрување. Али да, уште многу за подобрување, али многу работи се променија во репрезентацијата. Почна многу повеќе да се ценат играчите, да ги почитуваат и тоа беше мојата најголема желба да се оствари тоа, бидејќи не може да бидеме ценети надвора, овде да не третират како оние обични луѓе. Кој надпревар од овие 99 досега го одвојуваш како посебен, како специјален? Има ли таков? Па добро, сите надпревари во националниот дрес ми се стварно сум горд што сум ги одиграл. Чест и сигурно сега да не одвојам, али надпреварот со Холандија, квалификациите во Скопје, надпреварот 2-2 со Холандија. Одигравме еден прекрасен надпревар и заслуживме победа, али знаевме и Шнајдер, Робен, Ван Нистелрой, Холандија беше една веле сила и овој резултат стварно ми остана во сеќавање, исто и на пријателскиот надпревар против Шпанија. Беше еден одличен надпревар и кој на крај го загубивме, али одигравме еден добар надпревар и сигурно овој надпревар ми остана во сеќавање. Со кој ви беше најдобро да работите кога бевте млад, например, па ве подржа во репрезентацијата кога дојде? Па добро, јас уште од млад, многу млад почнав да играм во репрезентацијата. Тоа време беа Артем Шакири, Христов, Гоце Седловски, кој исто направи 100 надпревари. Покојниот Петар Миловски, стварно добри личности, пред се добри луѓе. Многу ми помогна тој дел во репрезентацијата, бидејќи да дојдеш толку млад во репрезентацијата не беше неоставно. Имавме стварно квалитетна репрезентација, али со нивна помош. Ми дадоа доста добри критики и кажа дека треба стално вака да работам, да се залагам и сигурно треба да се заблагодарам на сите, како што кажав, и на сите селектори, на сите што се играе за исто и на Игор Митерски, на Шумуликовски, со долго време игравме заедно во репрезентацијата.
Пред нов квалификацијски циклус сте за европско првенство, меѓутоа репрезентацијата со оние промени што ги воведува УЕФА има шанса за пласман на европско првенство и преку Лигата на нации. Што ќе ви биде подраго? На кој начин да се пласирате или не ви прави разлика? Не. Битно е да се пласираме, сигурно дека не прави разлика, али сега имаме шанси преку новите квалификации. Почнуваме во четврток, го играме овој прв надпревар. Сигурно дека треба да влеземе со голи мотив, бидејќи ова е една тешка група, али мислам дека една изедначена група, бидејќи сигурно Полска и Австрија се благи фаворити, али мислам дека можеме на домашен терен да ги изненадиме. Ние располагаме со добар квалитет, веќе подолго време играме заедно. Има млади стварно добри играчи и мислам дека со помош на публиката која се надеваме дека почнувајќи од надпреварот во четврток ќе ни даде голема поддршка и мислам дека ќе вратиме со победа. Како го оценувате квалитативното ниво на кое е сега македонската репрезентација? Долго сте во националниот тим и можете да направите проценка. Дали е подготвена репрезентацијата со овие играчи, со овој склоп на околности да направи исчекор конечно? Па мислам, да, како што напоменав и на последните пресконференции, сум играл со многу генерации, со многу добри играчи, големи играчи овде во репрезентацијата, сега да не ги набројувам, ќе заборавам некој. Сигурно дека ова е една од, за мене, најдобра генерација. Генерација кој до 21 година се пласира на европско првенство. 70% од оваа генерација се овде во репрезентацијата. На помош од нас поискусните, со мене, со Стефан Ристовски, со Несторовски, Трајковски овде. Да не ги набројувам и другите, Тричковски сега ни фали, бидејќи они подолго време овде во репрезентацијата се направи една добра атмосфера, имаме добар квалитет и мислам дека имаме големи шанси.